Да, а како што каже и нашиот гостин, тука сме за фудбалот, тука сме за спортот, мислиме добро и секако тука сме и за македонските екипи на кои што им треба простор во етерот, па токму такви се и нашите гости, односно наши домакини кои што не пречека во прилогот кој што ќе го видите следен, а тоа е фудбалскиот клуб Победа од Долно Лисиче. Мундокас денеска, како вообичаено, во посета на една младинска фудбалска школа, секако имаат и сениорски тим. Денеска сме во ФК Победа од Долно Лисиче. Со нас е координаторот на младинските категории Дарко Китановски. Здраво, јас сум Дарко, како што ме представи Слаген. Дарко, од кога датира клубот, од кога се амбицирате вака за развој на младинските категории, за нешто повеќе да се направи во овој дел од градот? Клубот датира од 1976-та, со тоа што во последните 4 години сме активно како да кажам, вклучени во организирање на тренинзи со првата екипа, надпреварување. Последната година уклучиме младинската школа, со тоа што веќе броиме некако околу 50 дечиња на возраст од 7-8 години па до све до 13-14 години. Се тоа дечиња од местото Долно Лисиче, со тоа што имаме неколку и од надвор. Премногу сме задоволни, што за мал период ние достигнаме до некоја бројка од 50 дечиња да имаме во младинската школа. Бројката е сосема респектабилна, особено за волку краток период, колку што велите, од она што можете да го видите на тренинзите, со колкав ентузијазам и радост доаѓаат дечињата да тренираат. Па видете, претходно немало дека школа, значи овој клуб иако бил датира од далечна 76-та, немало детска школа, младинска школа. Со тоа што ние кога го отвориме имавме голем ентузијазам према, зборам од родителите пред се, па после од децата, како што гледате. Моментално имаме неколку 35 на тренинг, со тоа што веќе неколку се на годишен одмор користат и за тоа. Ние продолживме, цело лето ќе тренираме. Али ние сме задоволни со тоа што ентузијазмот е многу голем. Како да кажам, среќни сме што можеме да ги тргнеме децата и од улица и од телефон што ќе доаѓаат тука и да тренираат. Така, какви се даре плановите за следната сезона, знаејќи дека имате нели и сениорска екипа во општинските лиги? Да. Па како комбинација младинскиот фудбал, сениорскиот, како се плановите за понатаму? Многу дискутабилно прашање околу сениорскиот тим. Моментално сме во 4-та лига, каде што амбициите ни се големи. Сакаме да влеземе во 3-та лига, како што гледате веќе нешто се прави. Се прават некои услови за да сиде нагоре неколку еден левел да кажеме. Ние што сакаме од овие младински генерации што ги имаме тука за да дојде понатака да се извади неколку играчи за во првиот тим, да имаме тоа ние како да кажам една предност. Сакате од своји деца да направите од најмлади нозен или во сениорскиот тим. За младинската школа почнуваме со лигата на ФФМ. Младинската лига, неколку имаме тие што се постарите 13-14 година, ќе бидат уклучени во регионалната лига на Фудбалската федерација на Македонија. Да, поле. Мислам, тоа е едно за вакво и со тоа што веќе имаме неколку турнири закажано во август и во септември за да се почне во така. Така, пред да почнеме со темата светско првенство, ги спомнавте турнирите, овие турнири се добра шанса и за децата, меѓутоа и за клубовите и за тренерите да воспостават соработки и пријателства и во Македонија, меѓутоа и на меѓународно ниво. Точно, да. Веќе имаме соработка. Ја Слаген знае веќе некое долго време живее во Америка. Таму исто бев тренер во Chicago City Soccer Club. До мислам 2-3 години веќе имаме некои лиценци од таму. Со тоа што веќе имам воспоставена некоја врска со нив таму. Човекот што е директорот на клубот ми е поврза со луѓе од Северна Ирска и од Ирска, каде што веќе имавме ние неколку деца од кај нас, од тука 2-3 деца. Ја предложив за да идат на турнир во Ирска. Причините се, сите знаеме, финансиските услови, нашето поднебе е такво како што е. Тоа е. Друга работа, тачно,
тоа е едини предност што тренерите, ние како клуб веќе ќе бидеме распознаени на територија на Скопје, па и пошироко, со тоа што ја веќе работам и во ОФС како секретар и веќе сум уклучен у тие некои си групи каде што се воспоставуваат пријателства, па ќе дојат кај нас веќе неколку пријателски утакмици имам играно со други клубови. Едино што имаме предноста што може да идеме и надвор. Така, добро се чуе дека се поставуваат на здравино за темелите. Тачно, да. Одлична информација е тоа, верувам ќе продолжите со таков ентузијазам и интензитет на работите. Оттеќе светското првенство, Дарко, колку обврските дозволуваат да се следи и како си задоволен од досега прикажаното, можеби на некој ваш фаворит? Па види, искрено ти кажам, да, се гледаат утакмици затоа што одговара временска да знаеш, тајмингот, да, подоцна утакмици, па се седи до покасно и ради тоа. Мене ми беше фаворит зеленорските, но да. Кога слушна за зеленорските? Да, најискрено ви кажам, тоа ми беше една нешто заради тоа што дечките покажа фудбал, ме разбират, мислам, тоа е игра од срце. Сега во понатака Мароко, искрено ви кажам, не затоа што играат фудбал, не се некои големи звезди, иако имаат звезди, ама и не се нешто на високо ниво качени. Затоа фудбалер, што знам, Кого би го изведел? Хари Кейн. Старата гарда. Да. Да, Хари Кейн го гледаме во борба е за најдобар стрелец, може ако Англија освои па и најдобар играч на турнирот севкупно, ама англичаниве до каде можат реално? Па искрено и јас не да многу, али до полуфинале би рекол дека може да идат. Јас да они пробуваат да идат до финале и тоа ќе биде добро затоа што за стариот Албион е тоа нешто многу високо достигнување. Осем толку години не стигнување, да кажеме, до финале на некое светско првенство, на големо натпреварување. И јас се надевам дека они ќе стигнат, али пак мој фаворит е Мароко. Даре, ќе ти се заблагодариме тука и ќе ви посакаме успех на клубот. Како што кажа, фудбалот се игра со љубов. Видовме како помали репрезентации знаат со љубов и емоција кон фудбалот. Точно. Да постигнат резултати, посакуваме истото да се случи со вас. Фала и на вас што дојдовте тука да направите една репортажа. Иако тоа не се десило во последните не знам колку години некој да дојде, слагам ептен близок школски другар и така да премногу ми е голема честа за да се чуе името за ФК Победа и за Долно Листиче. Ние сме тука секогаш да даваме поддршка и на младите таленти, и на младите тренери, меѓутоа и на клубовите кои што ја представуваат Македонија. Фала ви многу. Па се гледам у наредна прилика за поубави работи. Така, вие следете Мундокаст, секогаш има вакви одлични фудбалски приказни. Со нас тука се три сега за сега мали, но во иднина големи фудбалски звезди кои што со своите настапи го оправдуваат името на клубот за кој што играат, ФК Победа. Дечки, прво кажете ни како се викате и која генерација сте? Јас се викам Мартин Василевски, 2013 генерација сум. Така? Јас се викам Петар Тренарски, 2016 генерација. Така? Јас се викам Лука Атковски, 2018 генерација сум. Гледаме, да, повели. Лука, гледаме ти изгледа најискусен си штом си од 2018-та. Најмал тука, но верувам со огромна желба за фудбала, така? Да. Колку го сакаш фудбалот и колку време еве тренираш тука? 8 месеци тренирам и многу сакам фудбалот. Од што си најмногу задоволен кога доаѓаш тука на тренинг? Кога играш со другарчињата, со играчите фудбал и даваш голови? Да. Вие, момци, прво ќе те прашам тебе па тебе заради редоследот, колку време веќе тренирате фудбал, која позиција играте и зошто од сите спортови баш за фудбал се одлучивте? Повели. Јас тренирам 8 години фудбал и играм лево крило, дека сакам позицијата и го одбра фудбалот, пошто кога бев во Грајнка, другарите тренираа фудбал и сакав јас да играм фудбал. Може да се замислиш еден ден како сениорски фудбалер? Може. Така, ти? Па јас една година веќе тука тренирам фудбал. Фудбалот го сакам дека не знам ми стана желба. На телевизор само гледав фудбал и така сакав да научам и не знам.
На тренинзите добро ти е, убаво ти е, уживаш кога тренираш? Да, уживам кога тренирам и убаво ми. Супер, супер. Кажи ми која позиција играш, каде те сместува тренерот на терен? Па, зависи кога. Па еве, тебе која позиција ти е омилена? Е, Напред, напаѓач. да, Добро, ќе ми кажеш ли кој ти е омилен фудбалер? Ламин Јамал Во Реал Мадрид да не игра Јамал. во Барселона. Добро. А момци, вие колку го следите сега светското првенство и за кого навивате во сениорскиот клубски фудбал, за која екипа би сакале да играте еден ден? Па за држава или фудбалски? Не, за држава знаеме за Македонија, меѓутоа на светско за кого навивате од овие држави сега што играат и во клубови за кого навивате? Ја на светското најавам за Шпанија, а за клуб најавам за Барселона. Мислиш дека Шпанија може да го освои, ќе биде тешко со Франција, малци со Аргентина? Да. Аргентина добри се. Така, ама мислиш дека Шпанија доволно квалитет има да ги помине и Франција и Аргентина може би? Можат. Така. Оли? Мене ми е омилен клуб Аргентина, држава, а навивам за Барселона и омилен играч ми е Меси. Така. Мислиш дека Меси на светсково уште може да продолжи да дава голови како до сега? Па ќе видиме, јас по моје мислење мислам дека може. Така. Ајде сега за крај кажете ми, каде би сакале да играте во иднина, каде се гледаш за 10 години? Во Барселона. Одлично. Дај Боже да бидам во Барселона. Значи двајца во Барселона. Така. И, Барселона. значи тројца каталонци имаме тука. Добро, дечки, Момци, за да ние- стигнете до Барселона треба многу напорно да се тренира, да не престанете да го сакате фудбалот и нормално да учите. Ние сме тука да навиваме за вас и еден ден кога ќе станете голем фудбалери ќе ни потпишете ли дресови? Е, и камерата го виде тоа, така што имаме докази дека овие момци кога ќе станат големи фудбалери ќе ни дадат дресови со автограми. Фала ви дечки уште еднаш и убав тренинг. Ајде, поздрав, ве поздравуваме. Опа! А вие, драги гледачи, останете и понатаму со Мундокаст.